Европа е на раскрсница дали ќе продолжи само да реагира на кризите или ќе почне да води. Одвиена премиерот Христијан Мицкоски испрати порака дека времето на декларации изминува, а доаѓа време кога одлуките ќе одредуваат иднината на континентот. Во услови на безбедносни предизвици, енергетска неизвестност и економски турбуленции, според него, разговорот за инвестиции, трговија и развој не е само техничко прашање, туку прашање за тоа каква Европа ќе се гради во иднина. Има моменти кога Европа мора да избере дали ќе реагира или ќе води. Денес сме токму во таков момент. Живееме во време на преиспитување. Време кога сигурноста не се подразбира, кога енергијата станува политика, заедно со економијата се прашање на опстанок. Покрај пораките за европска иднина и економско партнерство, во фокусот на пресконференцијата беше енергетската криза, предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток. Австријскиот канцелар посочи дека Виена веќе реагирала со конкретни мерки преку парламентот. Со двотретинска поддршка биле намалени даноците за бензинот и дизелот, а ограничени биле и маржите на нафтените компании, со цел никој да не профитира од кризата. Воведовме кочница на цените на горивата во парламентот со двотретинско мнозинство, што значи тука беше вклучена и опозицијска партија. Од една страна данокот за бензинот и дизелот ги намаливме, но и маржите на нафтените фирми ги ограничивме. Значи непропорционалното зголемување нема се спречува и ќе се става граница. И целта е јасна, сакаме ниту државата, ниту предпријатијата да бидат профитери од оваа криза. Мицковски пак порача дека Македонија засега успева да го амортизира ценовниот удар и да ја задржи стабилноста на домашниот пазар. Тој посочи дека државата е меѓу водечките во Европа со мерки за справување со кризата, а во регионот има и најниски цени на горивата. Убедливо имаме најниски цени на дизел горивото и безоловните горива во регионот и тоа ни создава еден мал предизвик, а тоа е фактот што ако кај нас, да речеме, безоловниот 95-октански бензин е 1,3 евра по литар или дизелот е 1,5 по литар, кај нашите соседи тие се за 40, 50, 60 центи поскапи по литар и притисокот кој што го имаме од граѓаните на соседните земји го зголемува конзумот за 30%. Двајцата соговорници ја потенцираа и економската димензија на односите меѓу двете земји. Австрија станува еден од најважните партнери за Македонија, а заедничката порака од Виена е дека простор за продлабочување на соработката има, од инвестиции и инфраструктура до енергетика, туризам и поширока економска интеграција. Мицковски представници на стопанските здруженија на двете држави ги представи можностите за нови инвестиции и продлабочување на соработката меѓу австриските и македонските компании.